Здраво на сите, јас сум Марија. Добре дојдовте во новата епизода од подкастот Светот на младите. Денеска со нас го имаме председателот на невладината организација Together Macedonia, Никола Ивановски. Здраво, Никола, како си и како е чувството да се биде повторно во просториите на нашата гимназија после извесен период? Здраво, Марија, прво да ви се заблагодарам на поканата. Да ве пофалам за идеалната идеја, значи супер тоа што направивте ваква просторија во рамките на гимназијата, младинско радио во етер. И еве да одговорам на прашањето, супер е чувството, значи како да не поминало време од како јас бев ученик. Само што влегов во просториите, само што влегов на вратата, прво нормално снимив едно видео за да пратам до моите пријатели соученици кои што не се повеќе во Битола и многу поретко доаѓаат во Битола. Ги поздравувам и нив и воедно да кажам дека еве моите најблиски пријатели ден денес после 21 година од матурирањето се уште се гимназијалците кои што ги поминувавме 4 години во овие клупи, заедно можам да кажам пораснавме и ден денес сме многу блиски пријатели во секојдневна комуникација, со некои се гледаме многу често затоа што сепак во Македонија сме блиску, со тие кои што не живеат во Македонија. Се трудиме претежно на лето да имаме поредовна комуникација. Меѓутоа, гимназијалскиот момент си останува, без разлика на генерацијскиот јас, која ќе се најдеме гимназијалци, ти си во гимназијата, е супер. Значи, има некој респект кој што ден денес се почитува. Така. Па како за почеток да те прашам како започна со младинска работа и всушност како се создаде организацијата Together Macedonia? Уште од прва година во средно бев активен или проактивен, можам да кажам, затоа што со самото тоа што дојдовме во средношколските клупи, основавме бенд и со тој бенд веќе самиот бенд налагаше да организираме голем број на настани и со завршувањето на прва година веќе го имавме првиот настан во еден мој деловен простор кој што не беше активен и супер помина, значи имавме над 200 гости наши гимназијалци од сите години, од сите генерации. Исто така во трета година организиравме во дворот на гимназијата исто музички настан со 3 групи, во кој што свиреа и наши соученици од гимназијата. Меѓутоа имавме посета и од другите училишта, од музичко. Тука можам да ги поздравам Михајло Трајковски, Пеце од Фолтин, Горан Илич од правен факултет и другите соученици. Александар исто така поликовно беше дел од тој настан. И со самото тоа се вроди кај мене, значи да бидам дел од организација, меѓутоа така да организирам настани. Се вклучи во граѓанскиот сектор, продолживме со организирање на голем број на културни и музички настани. И веќе во мојата 22-трета година по иницијатива на нашиот исто така соученик од гимназијата од мојата генерација Митре Георгиев и основавме Together Macedonia. Официјално во 2006 година како Сдружение на граѓани. Тој беше волонтер во Франција една година и по враќањето од тој волонтерски сервис во рамките на Еразмус го основавме Сдруженијето Together Macedonia. А претходно како неформална група на граѓани учествувавме на настани кои што не бевме како здружение од Битола, едноставно како по своја иницијатива. Така. Кој е најинтересниот проект на кој си работел досега? Многу проекти. Навистина, значи сме испратиле над 500 наши сограѓани, претежно од Битола, меѓутоа и од цела држава, од цела Македонија. Исто така сме примиле над 500 волонтери. Многу проекти кои што сме ги реализирале во Битола и во Охрид, претежно. Меѓутоа сум учествувал и на многу проекти низ Европа. Можам да кажам дека во повеќето европски земји сум бил по повеќе пати. Ете би го издвоил еден проект во Луксембург кој што учествуваа над 70 млади од
сите европски земји имавме по 3 учесници. Јас бев фасилитатор и имав интересна улога каде што требаше да бидам дел од организацијата на многу голем проект. И тоа беше едно сериозно добро искуство, многу одговорна позиција, затоа што сепак 70 млади претежно се тоа од 18 до 22 години се случува. Значи проектите се од 18 до 30. Меѓутоа генерално гледаме учесниците да бидат помлади и да можат на помлади години да се здобијат со повеќе интернационално и искуство кое што ќе им значи за понатамошниот живот. Така да, еве тој проект, голем број на учесници од сите европски земји, многу интересни случувања и голем професионален раст, можам да кажам за мене, затоа што бев вклучен во тој проект повеќе од 12 месеци од самата замисла до крајната реализација и поишување на финалниот извештај. Па, што мислиш, зошто Еразмус Плюс е значајно искуство за младите? Знаеме дека образованието се дели на формално, неформално и формално, така да колку што вложуваме внимание и енергија во формалното образование, исто така треба и во неформалното образование, затоа што голем број од вештините кои што ние се здобиваме, како на пример комуникацијски, организацијски вештини, говорење на јавен говор или еве учество на емисија за радио или можеби намалување на трема, исто така се дел од вештините кои што се добиваат преку неформалното образование. Затоа што сепак формалното образование има дискусија, има комуникација, меѓутоа е во една комфорт зона со ученици со кои што веќе се познаваш. Неформалното образование е малце поразлично, нуди многу голема креативност и сметам дека се повеќе и повеќе нашите млади сограѓани ги имаат можностите и треба да се вклучуваат во активности кои што се поврзани со неформално образование, а Еразмус е одлична програма. Нашата држава првично беше како партнер земја, меѓутоа сега сме влезени во програмата и ги имаме истите услови како и европските земји. Значи во делот на образованието и во делот на Еразмус програмата Македонија е полноправна членка како и другите европски земји. Ние тоа треба да го искористиме и треба да го знаеме и да бидеме колку што е можно повеќе проактивни и вклучени во овие проекти, затоа што ако младите немаат интерес, Европа се помалце и помалце ќе ни дава можности за учество во овие програми. Ако има зголемен интерес, Европа ќе ни дава уште поголеми можности и уште повеќе ќе не вклучува во програмите. Така да младите треба да бидат проактивни и како што направивме ние Чекор, исто ве охрабрувам и вас и да се вклучите, меѓутоа и да основате организации. Па дали може да ни направиш некаква споредба со можностите за млади пред околу 10 години и денес, сето она што го имаат? Голема разлика, многу помалце можности имавме, многу помалце организации беа. Кога ние започнувавме со граѓанскиот сектор, првично ни требаа визи за секаде. Значи и за Франција, и за Грција, немаше толку можности со авионски летови, немаше нискобуџетни авиокомпании. Значи за да стигнеме до одредена европска земја беше многу покомплицирано и многу поскапо. Затоа што знаете, за учество на една таква активност од Еразмус програмата, првично треба вие да си го платите патот и патните трошоци, па потоа организаторот да ви ги рефундира тие трошоци. Така да не е едноставно да се учествува кога авионските карти се од 300 до 600 евра. Сега авионски карти се наоѓаат повратни и за 100 евра. Има различни цени. Ако се купи порано картата, има поевтини карти. Безвизен режим е во сите европски земји и едноставно со тоа што, како што кажав предходно, со тоа што сме програм земја, едноставно можностите се многу зголемени. Така да, еве преку нашата организација само неколку пати во годината имаме можност за посета на различни програми, за различни теми, дали се работи за информатика, IT, креативен дизајн или едноставно медиуми.
многу можности, да не зборувам колку можности има само во Битола, а за цела Македонија има многу организации кои што аплицираат или се партнери на таков тип на. Можам да кажам дека со десетици, стотици пати е зголемена можноста за учество на тие програми. И олеснето е. Многу е лесно. Колку членови брои вашата организација и дали може да биде секој да биде член од Together Macedоnia? Марија, ти си член на организацијата, сакаш да одговориш на ова прашање? Сакам. Повели. Баш сакам да те прашам истото. Еве да ги замениме улогите малце. Јас сум член на Together Macedоnia веќе 1 година и може да биде секој и ни нуди одлични можности за да се искажеме и да се исполниме како личности и да ги исполниме нашите соништа и сето она што сакаме да се случува во нашата земја, во нашиот град. Одлична можност е за сите. Точно, да. И исто така запознавање со многу личности, со нови култури, како што и сега имаме проект во Битола и многу добро искуство. Супер, да, фала ти што ме надополна. Значи имаме од прилика десетина активни членови кои што се вклучени во организацијата и околу 10-15 не толку активни во моментот кои што се тука гравитираат околу организацијата, меѓутоа не се толку директно вклучени во секојдневните активности. А јадрото на организацијата е 5 члена. Значи баш јадрото и двигателот на сите активности, моторот на Сдруженијето Together. Секој може да биде член. Значи единствено што треба е амбиција, напорна работа. Значи преку напорна работа се учиме и самите себе си и се квалификуваме за професионалниот свет. Нормално, значи може да биде и волонтер некој што има само 1 час неделно, не дека треба толку многу активности, меѓутоа Сдруженијето нуди можност доколку имате време да го потрошите и сакате да се надоградите, дефинитивно има многу можности преку кои што и локално, интернационално може да сте вклучени, да имате комуникација со различни генерации од различни сфери и може да едноставно да забрзано да напредувате во професионален и индивидуален развој. Јас секогаш кажувам дека Сдруженијето е идеална можност да се запознаеме и себе си. Значи, одлична можност како излегувате од комфорт зоната и се ставате и себе си во една различна ситуација и гледате како реагирате во сите тие различни ситуации, така да тоа искуство е добре дојдено и во иднина, кога ќе имате професионален ангажман од некоја фирма, значи веќе ќе го имате искуството кое што е потребно за да можете да одговорите на нивните барања. Дали ќе може накратко само да ни кажеш нешто поконкретно за проектот што е моментално во Битола? Проектот е на тема информации, медиуми и дезинформации, значи како младите ги добиваат информациите, како да ги препознаваат дезинформациите. Имаме учесници од Полска и Турција и заедно со македонската група прават една одлична кохезија, значи хармонична работна енергија имаме. Еве втор ден денес јас сум изненаден колку добро функционираат и колку добри активности реализиравме за само 2 дена. Мислам дека искуството наше, а и општо како организација, како јадро на Together, еве тоа што кажав дека мала на раце се броиме тие што сме во јадрото на организацијата, можам да кажам дека толку добро функционираме и со одлична претходна припрема реализиравме, еве ќе реализираме еден проект кој што идеално започнува, значи морам да ги поздравам еве покрај јас и ти кои што сме во студиото, да ги поздравам Марија, Ивана и Димитар, кои што се исто така дел од организацијскиот тим или од јадрото на организацијата и во неколку состаноци и претходно, значи при планирање на проектот, смисливме толку добри креативни активности кои што со нетрпение ги впиваат и многу активно се вклучуваат учесниците, така да супер што не очекуваат уште 6 работни дена
Одлична, висока вибрација, сите се толку заинтересирани да видат што не очакува во следните денови. Ние знаеме што не очакува, меѓутоа учесниците се изненадени секој ден со нови информации, интерактивни активности, гости кои што еве можам да кажам денес Давид, втора година ученик во гимназијата Јосип Брз Тито, беше гостин на семинарот. Имаше одлична работилница, значи толку млад дечко, а толку професионално си ја разбира својата работа, еве ни кажуваше како се работи еден подкаст како што сега снимаме и како може да се измонтира еден ваков тип на радио емисија кој што ќе оди на YouTube и едноставно пренесување на искуство како тие учесници би го искористиле неговото знаење и би го примениле во организациите, во училиштата, во факултетите кои што се од каде што доаѓаат. Морам да кажам дека Укло FM првично, мислам, еве, може звучи малце како фалење, значи беше првично моја идеја и јас кај тогашниот ректор Жоглев настапив со проектот. И после една година се реализира, значи не успеав јас да реализирам идејата, меѓутоа мило ми е што се реализира Укло FM, ги поздравувам од Укло FM, понајалник сме кај нив на гости. А исто така и еве сега слична идеја се реализира, меѓутоа сега веќе малце е надоградена со подкаст, со видео. Идејата беше со тогашниот Никола Марковски, имаше фреквенција и локално радио. Сакавме да реализираме како студентско радио, јас бев студент. И не успеавме до крај да добиеме поддршка и финансии, меѓутоа добро е што се реализираат идеите, така да сите идеи кои што ги имате, еве ве охрабрувам да ги споделите и отворено се зборува треба, без разлика кој ќе ги реализира. Фала ти, Никола, што денеска одвои време и што беше дел од нашето радио. Следете не и ќе не слушните во нашиот следен подкаст. Ви благодарам уште еднаш на поканата. Јас сум стварно изненаден со какви ученици во моментот учат во гимназијата. Сум сигурен дека ќе имаме одлична иднина со вакви ученици. Браво си за целиот колектив на гимназијата што ви овозможува да растите и да ги исполнувате вашите идеи. И ви благодарам и вас од Младинското радио во етерот гимназијата за одличната домакинска атмосфера и се гледаме наскоро.